Поштувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: екоакција за чистење на градот денес организираше општина Тетово по повод денот на пролетта и денот на екологијата. Француски волонтери организираа еколошки активности во Теарце по повод денот на екологијата. Моша Пијаде Тетово, домаќин на гости од повеќе земји, ќе се реализираат активности како дел од проектот Еразмус Плюс програмата. Екоакција за чистење на градот денес организираше општина Тетово по повод денот на пролетта и денот на екологијата 21 март. Планирано е акцијата да опфати повеќе критични точки во градот и дворовите на образовните институции. По повод денот на пролетта и денот на екологијата, Тетовската локална самоуправа денес организираше граѓанска акција за чистење на градот. Акцијата, во која се вклучи и лично градоначалникот Билјал Касами, започна пред административната зграда и продолжи низ улиците во Тетово. Ова ќе биде една во низата на акција за чистење на градот со цел да ги сензибилизираме и информираме граѓаните дека доколку сакаме да живееме во чист град, во чиста средина, треба да се научиме дека полесно е да не фрламе ѓубре отколку некој тоа ѓубре да го тргне од патот. Ова значи е символична акција преку која со општинската администрација, со средните училишта и со сите заинтересирани граѓани сакаме заедно да работиме за почист град, за почисти јавни површини, со тоа што јавното комунално предпријатие ќе го направи својот дел, но доколку сите граѓани фрламе ѓубре сегде без контрола, тогаш колку и да има вработени во ова предпријатие не ќе можат да ги чистат нашите улици, нашите јавни површини. Значи заедно со сите граѓани може да придонесеме да живееме во почиста средина, во похуман амбиент кој сите сакаме да го имаме во нашиот град и нашата општина. Според општината, со акцијата е планирано да се исчистат повеќе локации во Тетово, кои представуваат критични точки во градот, основни и средни училишта, диви деponии и слично. Француски волонтери кои работат во невладината ЦЕТО Теарце организираа настан во кој учествуваа над 50 деца од селата во регионот. Настанот се одржа по повод 21 март, денот на екологијата. Невладината организација Центар за едукација и развој од Теарце денес со низа активности го одбележа денот на екологијата, кои беа организирани од страна на странски волонтери. Целта е да се подигне еколошката свест за заштита на животната средина. По повод Ден на екологија, значи Центар за едукација и развој веќе традиционално 15-ти пат организира Ден на екологија. Значи секоја година заедно со волонтерите кои служат во организацијата Центар за едукација и развој, значи од Франција, од Германија, од Мировен корпус, организираме настан чија цел е подигнување на свеста на младите да бидат по-внимателни кон нивното третирање кон природата. Значи тие денеска има подготвена една активност која за цел која ги има вклучено децата од општина Теарце, значи од општина, само сите училишта од општина Теарце. Има некаде од околу 50 ученика кои првично ќе зборуваат за овој настан. Понатаму ќе зборуваат за рециклирањето, значи како проблем во општеството што го имаме, и ќе бидат поделени во 5 групи. Ќе одат низ селото за собирање на отпадоци, но мислам тоа ќе биде на еден начин символично, а понатаму со собираниот отпадок тие ќе направат креативни работи, се со цел да бидат повнимателни, да направат што помалку отпадоци и во иднина тие да бидат на еден начин првите што ќе реагираат кога ќе гледат дека некој фрла отпадоци. Веќе 2 месеца сме волонтери во ЦЕТ и ќе престојуваме тука 10 месеца.
Денес сме дел од овој настан заедно со ученици од Доброште, Нераште и Теарце, со цел да се подигне свеста за зачувување на околината и планираме да организираме повеќе работилници за младите тука. Се надевам дека овој проект ќе биде интересен за сите. Мислам дека младите се заинтересирани за зачувување на планетата и за рециклирање. Се надевам дека во иднина поголем интерес ќе покажат и надлежните институции. Во активностите се вклучи и градоначалникот на општина Теарце Нухи Незири, кој засади дрва во дворот на училиштето. Математиката, музиката и уметноста ќе ве направат попаметни е проектот кој е дел и училиштето Моша Пијаде од Тетово. Цела седмица училиштето е домаќин на гости од повеќе земји, а предвидено е учениците и професорите да реализираат низа активности за продлабочување на своите знаења и размената на културните вредности. Math, music and art will keep you smart. Или во превод, математиката, музиката и уметноста ќе ве направат попаметни. Овој наслов го носи проектот во кој учествува и регионалниот центар за стручно образование и обука Моша Пијаде од Тетово. Професорите и учениците од денес па до петок ќе бидат домаќини на нивните врсници и колеги од неколку други земји кои се дел од реализација на проектот. Заедно ќе спроведат неколку активности, од кои голем дел ќе ја промовираат традиционалната македонска музика, а ќе посетат и неколку културно-историски знаменитости во Тетово, Скопје и Охрид. Гости ќе ни бидат ученици и наставници од Турција, Грција и Хрватска со физичко присуство, меѓутоа учество ќе земат и партнерите од Италија и Литванија кои за жал не можеа да пристигнат поради ситуацијата. Проектот Math, Music and Art will keep you smart или во превод математиката, музиката и уметноста ќе не направат попаметни. Вклучува активности што ги поврзуваат сите овие предмети, математиката, музиката и уметноста. Конкретно, нашата мобилност овде што ќе се реализира има наслов Македонските срца чукаат во 7/8-скиот ритам и во овој период значи ќе имаме активности поврзани со музиката, традиционалната музика, нашиот препознатлив 7/8-ски такт, ќе им го презентираме, ќе имаме посета на музичкото училиште тука во Тетово и во Скопје, посета на ансамблот Орце Николов од Скопје, покрај активности тука во училиштето што ќе ги имаме значи ќе имаме активност за дропки, поврзаност на дропките со нотите и така натаму. Покрај значи овие активности ние ќе реализираме и посети на културно-историските знаменитости во Тетово, во Скопје и во Охрид ќе следат. Ево, Драго ни е што сме тука. Првите впечатоци се одлични, сите се домаќински расположени. Се радуваме за соработката со ово училиште, ги прошируваме знаењата и учениците се навистина задоволни. Целта е да се продлабочат вештините и знаењата на децата, да пронајдат некои нови дигитални алатки, а најмногу од се е да се запознаваат меѓусебно учениците и културите од кои потекнуваат. The Skopje was perfect. Дојдовме вчера и сме презадоволни. Бевме во Скопје. Изненадени сме што има многу турци кои живеат тука. Сакаме да ги научиме учениците дека науката и математиката се многу важни во животот, особено во процесите на создавање, бидејќи во се има логика, дури и во музиката и уметноста. Важно ни е децата да знаат дека науката е насекаде, за во иднина да добијат мотив да создадат нешто свое. Вашата земја е блиску до нашата, па стигнавме брзо и се чувствуваме многу добре дојдени во ово училиште во Тетово. Нашиот проект ги поврзува математиката со уметноста и музиката. Среќни сме што на различни начини можеме да ја увидиме таа поврзаност, а децата ќе се стекнат со повеќе знаења. Остануваме тука цела недела. Инаку проектот е дел од Еразмус плюс програмата. По повод одбележувањето на Светскиот ден на Даунов синдром, Сдруженијето Хендимак во соработка со Атлетскиот клуб студенти организираше надпревари на спортските терени во Државниот универзитет во Тетово. Денеска се собрани по повод Светскиот ден на
Даунов синдром, да ја обележиме овој ден во разлика во претходните години каде што ги вклучувавме само деца со попречност од училиштата во Тетово. Ова година сме ги поканали сите и училишта во градот и не само децата со попреченост, туку и типичните деца кои ќе се напретваруваат во неколку дисциплини по атлетика. Инаку овој насен го организираме заедно со атлетски клуб студенти. Одлични временски услови на Попова шапка за одржување на третиот поред Шара Куп за ветерани. Учествуваа вкупно 62 скијачи во 4 категории. Надпреварувачите и организаторите презадоволни од реализацијата на купот. 62 скијачи и скијачки се надпреваруваа во 4 категории на третиот поред Шара Куп за ветерани, кој се одржа на Попова шапка, а надпреварувачите ги служеа и одличните временски услови. Дружење и надпреварување на сите имиња кои значат во светот на скијањето. Ова е целта на организирањето на Шара Купот, вели Ивица Хаджилјовски Чајка, кој веќе трета година е во организацијата на ова надпреварување и е задоволен од реализацијата на истото. Поентата на ова такмичење е да сите поранешни скијачи, што нешто значело македонското скијање, да се видиме, да се дружиме и нормално, пошто е спортски дух, имаме и награди за првоосвоените места. Еве, оваа традиција е трета година, се надевам дека ќе продолжи понатаму и видовте денес имаше одличен надпревар, имаше одлични такмичари, така да мислам дека севкупно сме многу задоволни од оваа работа. На надпреварувањето за среќа немаше ниту една регистрирана повреда, а учеството на помлади скијачи и женски скијачи годинава е новина на купот. Многу успешно заврши комплетно цело надпреварување. Сите надпреварувачи освен тројца га поминаја целта успешно. Ни една повреда немаме од надпреварувачите. И се надеваме дека наредната година ќе го омасовиме повеќе овој надпревар, кој што оваа година беше негде околу 50-60 учесници. Имаше за нијанса повеќе од 60 пријавено, меѓутоа не успеа сите да пристигнат на стартот. Новина уведовме во однос на претходните две надпреварувања, ова е трето, каде што имаше интереси за помлади учесници да дојдат, па уведовме една категорија 41 минус како неофицијално, незванична категорија која што не влегува баш така како овие други што се 41 плюс, 50 плюс 60 плюс. Имавме и женски надпреварувачи, се надевам до година уште повеќе ќе дојдат, пошто јас лично познавам многу повеќе и од женската популација односно скијачи добри кои што би можеле да учествуваат на оваа надпреварување. Прво место во категоријата скијачи над 61 година освои Менан Мемети, кој даде пофалба за, како што рече, одлично подготвената патека. Како и секогаш традиционално, веќе и времето ни служи доста добро, убаво и така да многу пријатно беше да се надпреварува овде. Сега, кој малку и среќа, малку и знаење, малку искуство, така да... Дали очекувавте да го освоите првото место? Па, може би нескромно, али очекував, бидејќи и прошлата година, јас 3 години редом сум прв во оваа категорија. Јас би посакал да за едната година што повеќе има надпреварувачи од да речеме од мојата категорија или и понатака, значи од 61 година и повеќе надпреварувачи, иако имаше доста надпреварувачи, над 60 надпреварувачи, така да би посакал за овој иднина, им честитам на организаторите што се доста упорни и патеката беше и забележана како што треба, и ограда направена, и ете гледате и наградите, диплома, медалји и пехар добиваме, тоа е за пофалба. Прво место на купот на Шара за ветерани освои Љубомир Петровски, кој истакна дека има мотив да учествува на ова надпреварување и во иднина. Јас сум презадоволен, верувам дека треба и овај пример за уште повеќе да се случуваат настани од тој тип,
Ја благодарен сум многу на сите што успеаја да го договорат ова, да го направат, да го реализираат, бидејќи за нас скијачите е особена чест да учествуваме и заедно со генерациите што се поголеми да такмичиме, да се дружиме, да имаме забава и да учиме од нив како треба за понатаму. Од организацијата се надеваат дека следната година бројката на надпреварувачи ќе стигне и до 100. Неколку физички напади регистрирани од страна на секторот за внатрешни работи Тетово. Следуваат деталите. Полициски службеници вчера околу 16 часот и 35 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово лишиле од слобода 18 и 17 годишникот Тетово, кои со уште две други малолетни лица исто така од Тетово се сомничат дека непосредно пред тоа со употреба на сила влегле во магазин на фабрика и одзеле повеќе предмети. По целосно документирање и расчистување на случајот ќе следи соодветна пријава. Вчера околу 4 часот и 10 минути полициски службеници привеле 23 годишник од Тетовско Долно Седларце и 22 годишник од Тетовска Брвеница, затоа што едниот се однесувал агресивно кон нив, а другиот немал документи за идентификација. По целосно документирање на случајот против првиот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ноќеска половина час по полноќ приведени биле 28 и 33 годишник од Скопје, кои претходно биле пријавени од 31 годишник од Маврово, дека во угостителски објект во Маврово во кој двајцата престојувале со уште неколку други лица, физички го нападнале. Се расчистува и документира и овој случај. 19 годишник од Тетовска Брвеница вчера пак во 12 часот и 20 минути пријавил дека дента околу 3 часот и 30 минути во гостителски објект на улица Маршал Тито во Тетово физички бил нападнат од 5 лица, од кои едно од Тетово кое го познавал од порано. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 50 минути 40 годишник од Тетовско селце пријавил дека еден час пред тоа во гостителски објект во селото физички бил нападнат од 44 годишник и од неговиот 46 годишен брат од истото село, а поради меѓусебни недоразбирања. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска во 1 часот и 50 минути пак 43 годишник од селце пријавил дека и тој бил физички нападнат од 46 годишникот кога се обидел да го спречи нападот врз 44 годишник. Се расчистува и документира случајот и против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. СВР Тетово изминатиот викенд спроведе и акцијска контрола на возачи, дали и колку од нив ги управуваат возилата под дејство на алкохол. Изминатиот викенд од 22 до 3 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена акцијска контрола на возачи, дали и колку од нив ги управуваат возилата под дејство на алкохол. При контролата биле откриени и законски санкционирани вкупно 16 возачи, 9 во Тетово и 7 во Гостивар, кои управувале под дејство на алкохол и тие веднаш се исклучени од сообраќај. Изготвени им се соодветни поднесоци, а и времено им биле одземени нивните возачки дозволи. Зависно од степенот на констатираното присуство на алкохол, прекршителите ќе се соочат со парични глоби од 200 до 375 евра во денарска противредност. Во контролата санкционирани се и 21 друг вид сообраќаен прекршок, 17 во Тетово и 4 во Гостивар. Вчера пак на Тетовското подрачје биле откриени и санкционирани 6 возачи без положен возачки испит и валидна дозвола и 4 возачи кои управувале возила под дејство на алкохол, а на Гостиварското подрачје двајца возачи без дозволи, еден со истечена регистрација на возилото и еден возач почетник кој не се придржувал на законските ограничувања. СВР Тетово уште еднаш со апел до возачите да не седнуваат зад волан без дозволи и под дејство на алкохол и да ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.
Поштувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!